За 10 дена завршува мерката помалку трошоци, повеќе за тебе, која требаше да ја наполни есенската кошница со 73 производи со 10%, ограничена бруто профитна маржа и на големо и на мало. Граѓаните заштедија незначителна сума, а најголемиот дел од нив се разочарани, бидејќи намалувањата се движеа од 1 до 30 денари. Првичните анализи од терен покажаа дека цените на производите од есенската кошничка се намалиле во просек од 5 до 10%, при што кај некои производи намалувањето на цените е помало или воопшто и го нема, како кај лебот, маслото за јадење и млекото, додека кај други производи е значително поголемо како кај месото, зеленчукот, сирењето и кашкавалот. Оваа мерка ќе продолжи и во наредниот период како божикна, рамазанска и великденска кошница. Со законот за нефер трговски практики се ограничуваат рабатот и дополнителните трошоци за над 2500 прехранбени производи, од што се очекува дополнително намалување на цените на храната до крајот на овој месец. Со одлука на Регулаторната комисија за енергетика малопродажните цени на бензините се намалуваат за 1 денар по литар, а на дизелот за 2 денари. Цената на нафтата за грејење се намалува за 2,50 денари, а на мазутот за 0,639 денари по килограм. Регулаторната комисија за енергетика ги намали малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,08%. Последниот извештај на Организацијата за права Freedom House со седиште во Вашингтон за интернет слободите ширум светот, објавен во средата, предупреди дека во југоисточна Европа, цензурата и дезинформациите се постојан проблем во Турција и Србија. Слободите на интернет во Турција остануваат загрозени од активностите на владата, се вели во извештајот. Според извештајот, Турција се издвоила со негативни примери во сите 5 категории на произволно блокирање пристап, блокирање на социјалните медиуми и комуникација, блокирање на пристапот до вести и апсења и физички напади на корисници. Луѓето во Србија, исто така, страдаа од политички манипулиран онлайн простор, особено за време на изборите, се вели во извештајот. Цените на златото се на ново историско највисоко ниво поради глобалната неизвестност околу резултатите од американските избори и тензиите на Блискиот Исток, додека цената на среброто е највисока во последните 12 години. Според податоците на берзата, унца злато се продава за 2732,25 долари, а унца сребро за 32,02 долари. Инвеститорите бараат безбедно за солниште, за капиталот поради геополитичките тензии на Блискиот Исток и неизвестноста околу изборите во Соединетите Американски држави, каде што исходот ќе биде многу близок, рече стоковниот аналитичар Сони Кумари. Според експертите, златото се смета за сигурна инвестиција во време на економски и политички превирања, а намалувањето на каматните стапки дополнително ја зголемува неговата привлечност. Главниот пазарен аналитичар на трговската компанија Tim Water смета дека цената на златото до крајот на годината би можела да достигне 2800 долари за унца. Пазарот е загрижен за побарувачката од Кина, која е најголемиот увозник на нафта во светот, но ја намали загриженоста за можните прекини во снабдувањето со нафта од Блискиот Исток. Цените на нафтата ја започнаа новата трговска недела со благ пораст, откако нагло паднаа минатата недела поради неизвестноста околу побарувачката во Кина и намалувањето на загриженоста за залихите на Блискиот Исток. Нафтата за испорака во ноември се тргуваше за 69,54 долари за барел, што е за 32 центи повеќе од затворањето во петокот. Северноморската нафта Брент за испорака во декември поскапи за 27 центи на 73,33 долари. Минатата недела цената на нафтата падна за околу 7%. Поплавите во Бангладеш уништија околу 1,1 милион метрички тони ориз, покажуваат податоците на Министерството за земјоделство, принудувајќи ја владата на итен увоз на овој основен прехранбен продукт. Поплавите беа предизвикани од обилните монсунски дождови во два големи брана кои однесоа најмалку 75 човечки животи во август и октомври и ја загрозија екзистенцијата на милиони луѓе. Најмногу штети претрпеа посевите на истокот и северот на Бангладеш. Во такви услови, производството на ориз е значително намалено, соопшти Министерството за земјоделство, додавајќи дека властите имаат намера да увезат 500.000 тони ориз со забрзано темпо. Се очекува наскоро да се дозволи увоз и во приватниот сектор, изјави представник на Министерството. Најновото истражување поврзано со вештачка интелигенција покажува како европејците имаат мала доверба во вештачка интелигенција која се користи на некои изборни процеси. Огромното мнозинство европејци се плашат од манипулации со вештачката интелигенција на изборите, но веруваат во технологијата кога полицијата и војската ја користат за надзор, се вели во новиот извештај објавен во понеделникот. Студијата European Tech Insights на Универзитетот во Шпанија анкетираше повеќе од 3000 луѓе во 10 европски земји, пренесува Euronews. Според анкетата, двајца од тројца европејци, 67%, стравуваат дека хакерите би можеле да ги променат резултатите од изборите и дека повеќе од 30% од анкетираните веруваат дека вештачката интелигенција веќе влијаела на нивните одлуки за гласање.
Земјите со граѓани кои имаа најмалку доверба во вештачката интелигенција на изборите беа Обединетото кралство 54%, и Шпанија 51%. На изборите во Словачка минатата година беа забележани аудио снимки генерирани од вештачка интелигенција на кои се имитираше кандидат кој разговара за начините за лажирање на гласањето. Во меѓувреме, околу 75% од анкетираните изјавиле дека ја поддржуваат употребата на вештачка интелигенција за полициски и воени операции, како што се препознавање на лица и биометриски податоци.